Почитувани. Карпош и граѓаните на општина Карпош се сведоци на стотина дена лаги, неспособност и на работење на Стефан Богоев. Стефан Богоев овие 100 дена буквално ги преспа и не отпочна ниту еден капитален проект за граѓаните. За да ги добие симпатиите на граѓаните, Стефан Богоев ветуваше брда и долини за карпошани, а откако ја доби власта и измина 100 дена, не мрдна со прст. Ветуваше чист воздух за сите, а дивите депонии растат на секој чекор, особено на потегот над речното корито на реката Вардар. Општината е нефункционална во поглед на одржување хигиена и чистота, а граѓаните се гушат во смог и ѓубре. Ветуваше пренасочување на градежните активности од урбаниот дел на Карпош, од делот на Бардовци и Злокуќани, се со цел развивање на делот на овие две населби, а прекинување на зголемувањето на бројот на згради во урбаниот дел. За пред некое време да бидеме сведоци, ние советниците, дека Стефан Богоев очекува огромни суми на комунали во новиот буџет. Сето тоа би било во ред, доколку Богоев не е фатен во лага, а тоа значи дека нема предвидено скоро никаква инвестиција за возможување комунални услови за града во Бардовци и Злокуќани. И со тоа уште еднаш се потврдува дека ги изманипулира граѓаните на Карпош и ќе никнат уште многу згради оваа година. Стефан Богоев, како и сите други негови партиски колеги, по насака на раководството на СДСМ избрака стотина вработени од општинската администрација. Тоа се луѓе со професионален ангажман со години наназад, кои беа избркани на улица за на нивно место да се вработуваат партиски војници. Нема никакви најави од ветените паркови, базени, граденки и останати проекти. 100 дена на Стефан Богоев ќе се паметат по загадувањето, дивите депонии, бркањето на луѓе од работа и донирани неколку прочистувачи на воздух во градинките. Многу ветувања, а никаква реализација. Тоа е начинот на работа на СДСМ и Стефан Богоев. Ви благодарам на вниманието.